Добродојдовте во Урбаните вести. Со представата Елка кај Иванови, утре вечер во Драмскиот театар ќе бидат отворени 26-тите меѓународни средби на студентите од факултетите и академиите за драмски уметности Скумрахи 2017. Во продолжение следуваат денешните настани. Одржана првата конститутивна седница на Советот на град Скопје. Етикетите на прехранбените производи генерално соодветни на содржината и квалитетот. Се зголемува бројот на заболени од грип, 63 нови случаи. Цинедес од 9 до 19 ноември и филмски маратон по официјалното затварање. Денеска се одржа првата конститутивна седница на Советот на град Скопје, на која се верификуваше мандатот на советниците и се избра председател на Советот. Со 26 гласа за председател на Советот на град Скопје е избрана Љубица Јанчева од СДСМ. По предлог на советникот Драги Давчевски од Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, со 26 гласа за од 44 присутни советници, денеска на конститутивната седница на Советот на град Скопје за нов председател беше избрана Љубица Јанчева од СДСМ, додека пак советниците од ВМРО, ДПМН и коалицијата беа воздржани. Јанчева истакна дека ќе работат за доброто на граѓаните согласно уставот и ќе се грижат за доброто на сите и потенцираше дека како мнозинство во Советот максимално ќе се трудат да бидат сервис на граѓаните. Ветувам дека конструктивност во работата на Советот, кооперативност, транспарентно работење. Од опозицијата ќе бараме да биде наш коректор, а ние, како мнозинство во Советот на град Скопје, максимално ќе се трудиме да бидеме сервис на граѓаните, поддржани со градската администрација и да одговориме на сите барања на граѓаните и на сите проекти кои што предизборно ги ветивме и ќе ги реализираме. Набрзо ќе бидеме сведоци на она што како проекти сме го ветиле, резултатите од она што сме го ветиле ќе ги почувствувате. Координаторот на советничката група на ВМРО, ДПМН и коалицијата и поранешен председател на Советот на град Скопје Ирина Мишева изјави дека ќе бидат конструктивна опозиција во град Скопје и дека ќе ги поддржуваат проектите кои ќе бидат од значење за граѓаните, но ќе се спротивстават на секое незаконие. Мишева исто така нагласи дека градската каса и јавните предпријатија досегашниот градоначалник Коце Трајановски ги остави во одлична состојба и побара од градоначалникот Петре Шилегов да бидат завршени сите започнати проекти. Од денеска ВМРО, ДПМН и коалицијата за подобра Македонија се конструктивна опозиција во град Скопје. Ние како советничка група во наредниот период ќе дадеме силна поддршка за сите проекти кои се од витално значење за граѓаните на град Скопје, но исто така и одлучно ќе се спротивставиме на секаков вид на незаконие, самоволие, реваншизам и деградирање на луѓето. Советничката група на ВМРО, ДПМН и на коалицијата за подобра Македонија од новиот градоначалник, господинот Петре Шилегов, очекуваат и бараат да бидат завршени сите проекти кои ги започна господинот Коце Трајановски, а кои се од витално значење за граѓаните на град Скопје. Новиот совет на град Скопје има вкупно 45 члена. СДСМ има 21 член, ВМРО, ДПМН е 17, ДУИ 3, БЕСА 2, а Алијанса за албанците и Левица по 1. Агенцијата за храна и ветеринарство спроведе истражување во кое беа опфатени 120 примероци на прехранбени производи во маркетите. Целта на истражувањето беше да се покаже дали етикетите на прехранбените производи ги даваат основните информации за производот. Најголем дел од етикетите на прехранбените производи во Македонија ги имаат основните информации за содржината и квалитетот, покажува истражувањето што го спроведе Агенцијата за храна и ветеринарство. Според истражувањето, отстапување има во однос на немањето нутритивни табели за хранливата вредност, во однос на немањето декларации на македонски јазик и во однос на податоци кои може да ги доведат потрошувачите во заблуда. Според Атанасов, податоците од етикетите на производите се во суштина означување на храната, а тоа е законска обврска на секој оператор, почнувајќи од производителите, трговците, увозниците и дистрибутерите. Истражувањата покажува дека само мал дел од процентот на етикетите кои имаат отстапување. Ова е потврда дека сите чинители во системот за безбедна храна се сериозно заангажирали, почнувајќи пред се од бизнис заедницата, граѓанскиот сектор,
па и самите медиуми. Податоците од етикетите на производите се во суштина означување на храната. И тоа представува законска обврска на операторите со храна, почнувајќи од производителите, трговците, увозниците и дистрибутерите. Токму затоа ја користам приликава и упатувам посебна благодарност до нив за нивното сериозно залагање во имплементирањето на прописите за означување на храната. Овие прописи во нашата држава се усогласени со прописите на Европската Унија и представуваат значајна информација за потрошувачите врз основа на која може да направат вистински избор на храната согласно своите собствени потреби. Со истражувањето на Агенцијата за храна и ветеринарство беа опфатени 120 примероци по случаен избор од големите маркети, различни по вид и производител. Вклучени беа 6 групи производи: житарки, преработки на овошје и зеленчук, месо, месни производи и риба, млеко и млечни производи, напитоци, масло, сол и зачини. Особено ни е важно кога конзумираме храна да имаме добри информации за потрошувачите и тие да се разбирливи, значи веродостојни, да не се да немаме такви измамни обележувања на етикетите на производите со не секојдневни тврдења и стимулирање на потрошувачите да купуваат одреден производ заради тие тврдења. Секако дека ние ќе бидеме посветени да работиме баш на тој сегмент и да бидеме подолготрајни уште соработници со Агенција за храна и ветеринарство, затоа што тие ни укажуваат довербата за соработка, меѓутоа исто така да ги слушаме и гласот на потрошувачите, да видиме што не е во ред и затоа да дојавуваме до Агенцијата за храна и ветеринарство, каде исто така постои и отворен телефон за јавување од страна на потрошувачи. Градоначалникот на општина Илинден Жика Стојановски уствари средба со амбасадорот на Унгарија во Република Македонија, на која го запозна унгарскиот амбасадор со текувните активности во општина Илинден, како и реализацијата на повеќе капитални проекти. На средбата станало збор и за економските потенцијали на општината, како и можноста за привлекување на унгарските стопанственици да инвестираат во општина Илинден. Амбасадорот на Унгарија во Македонија Ласло Иштван Дукс, заедно со дел од неговите соработници, ја посети општина Илинден, при што се сретна со градоначалникот Жика Стојановски. Тој искористи можноста да му го честита повторниот избор за градоначалник, посакувајќи му многу успех во натамошната работа. Градоначалникот Жика Стојановски го запозна унгарскиот амбасадор со текувните активности во општина Илинден, како и реализацијата на повеќе капитални проекти. Стана збор и за економските потенцијали на општината, како и за можноста за привлекување на унгарските стопанственици да инвестираат во општина Илинден. Унгарскиот амбасадор посебно ја потенцираше досегашната успешна соработка на полето на културата, додавајќи дека амбасадата би сакала оваа соработка да ја продолжи и во други области, како спортот, при што би се реализирале голем број спортски настани во повеќе спортови. Потоа заштита на животната средина, како и на тамошен развој на економската соработка. Градоначалникот Стојановски како можности за идна соработка ги посочи проектите во областа на зафаќање, третман и одведување на отпадните фекални води, преку воведување на нова технологија која што се употребува во Унгарија, како изголемување на капацитетите на општинската администрација, со размена на искуства со општини во Унгарија. Амбасадорот на Унгарија Ласло Иштван Дукс при посетата на општина Илинден подари повеќе книги со кои ќе биде збогатено унгарското катче во општинската библиотека Илинден, што беше отворено пред повеќе од 2 години. Со отварањето на ова литературно катче на посетителите на библиотеката им се нуди можност подобро да се запознаат со унгарската култура, уметност и литература. Изминатата недела се регистрирани 63 нови случаи на заболени од грип, што е зголемување за 40% во однос на неделата пред неа. Според пристигнатите извештаи од страна на центрите за јавно здравје, 25.171 лице се вакцинирани против сезонски грип и се потрошени 89,9% од вкупниот број на набавени вакцини.
Изминатата недела од 23 до 29 октомври се регистрирани 63 нови случаи на заболени од грип, што е зголемување за 40% во однос на неделата пред неа, од 16 до 22 октомври, се навидува во извештајот на Институтот за јавно здравје на Република Македонија, објавен денеска на неговата веб страница. Споредено со бројот на регистрирани случаи во истиот период минатата сезона, се бележи зголемување за 46,5%. Во оваа недела пријавени се заболени лица од 9 извештајни единици. Најголем број на заболени се регистрирани во подрачната единица Гостивар, 36 заболени лица. Највисока инциденца исто така се бележи во подрачната единица Густивар, 30,1 на 100.000 жители, а најниска во Центарот за јавно здравје Прилеп, 1,1 на 100.000 жители. Најголем број заболени во текот на оваа недела се пријавени во возрастната група која опфаќа најголем дел од населението, од 15 до 64 години, 39 случаи, 61,9%, а највисока инциденца 6,1 на 100.000 жители се регистрира кај лицата над 65 години. Во сезоната 2017-2018 вкупниот број заболени од грип изнесува 123, што е за 28,1% помалку споредено со истиот период минатата година, кога било регистрирано 171 заболено лице. Според пристигнатите извештаи од страна на центрите за јавно здравје, 25.171 лица се вакцинирани заклучно со минатата недела на територијата на Република Македонија и се потрошени 89,9% од вкупниот број набавени вакцини. На 9 ноември започнува 16-тото издание на фестивалот Cinedejs, во рамки на кој ќе бидат прикажани 135 филмови во неколку категории. Фестивалот ќе трае до 19 ноември, а наградниот фонд изнесува 300.000 динари. Шведската сатирична комедија Площадот, која победи во Кан годинава, на 9 ноември во Кино Милениум ќе го отвори 16-тиот фестивал на европски филм Cinedejs. Фестивалот официјално ќе заврши на 19-ти со играниот македонски филм Исцелител на Ѓорче Ставрески, но од наредниот ден ќе продолжи со 10-дневен филмски маратон. Директорот на Младинскиот културен центар Златко Стивковски на пресконференција соопшти дека ќе бидат прикажани 135 филмови во неколку категории. Покрај 20 наслови од гала програмата, која има звучни режисерски имиња и остварувања наградени на престижните фестивали и кои се најпосетени на Cinedejs. Фестивалот ќе има вкупно 14 филмови во двете надпреварувачки програми: официјална и Сине Балкан, потоа музички документарци, шведски филмови од програмата Земја во фокусот, македонски кратки и студентски филмови, а во придружната програма ќе се одржат 7 концерти и 4 работелници. Фестивалот ќе трае до 19 ноември, кога ќе бидат соопштени наградите од надпреварувачките програми и годинава селектирани од Берн Будер, а од 20 до 29 ноември во Џебното кино на МКЦ ќе има целодневен филмски маратон со проекции во 10 различни тематски целини. Организаторите најавија дека речиси од сите надпреварувачки филмови ќе има гости од филмските екипи, кои по проекциите ќе разговараат со публиката. Меѓу нив ќе биде и Семих Капланоглу, добитник на Златна мечка во 2010 година во Берлин. Тој е и претседател на жирито за филмовите од официјалната конкуренција, а на Cinedejs премиерно во гала програмата ќе биде прикажан неговиот последен филм Пченица. Меѓу гостите од придружната програма ја издвоја светски познатата кастинг агентка Ненси Бишоп, одработилница за скрининг техники на снимање аудиции и филмови. И оваа година ќе има фонд за награди од по 300.000 динари за најдобриот филм во официјалната селекција и во Сине Балкан, а ќе се доделуваат и награди за најдобра филмска критика за филмовите што се прикажуваат на фестивалот. Со воз од Скопје до Велес тргна денеска познатиот уметник и хуманист Живко Поповски Цветин, кој заедно со неколку ученици ќе биде дел од одбележувањето на јубилејните Рацинови средби. Уметникот Живко Поповски Цветин денеска ја продолжи цветната патека на мирот во чест на јубилејните 50 Рацинови средби. Тој заедно со тројца ментори и 9 ученици денеска од железничката станица во Скопје со воз за Велес ја продолжи цветната патека. Како што нагласи познатиот хуманист Цветин, цртежите кои ќе ги цртаат во возот ќе ги подарат на патниците и машиновозачот праќајќи пораки за мир. Со воз од Скопје, со ученици од Ранковци од Скопје тргнуваме за да еве по една цветна патека за Кочо Рацин
за маките, за она што преку Ленка и Тутуно берачите и денови, заедно да ја одбележиме оваа, да речам, манифестација, а тамо ќе имаме ликовна работилница, потоа децата ќе пеат и ќе творат за Кочо Рацин, така да денеска во градот на Рацин ќе бидат повеќе ученици, наставници од Република Македонија да го одбележиме овај навистина голем јубилеј на нашиот најпознат поет Кочо Рацин. Цветин и учениците ќе бидат пречекани од учесници на Рациновите средби во Велес. Од 1 јануари владата планира да ја зголеми акцизата на нафтата за 3 динари, со што цената на дизелот ќе биде повисока за 3,5 динари. Од 1 јануари владата планира да ја зголеми акцизата на нафтата за 3 динари. Со зголемување на акцизата и ДДВ-то цената на дизелот ќе биде повисока за 3,5 динари. Ова го соопшти министерот за финансии Драган Тевдовски на денешната јавна дебата, на која се представува предлог буџетот за 2018 година. Причина за зголемување на акцизата, како што рече Тевдовски, се ЕУ препораките за заштита на животната средина и намалување на загадувањето. Според министерот за финансии Драган Тевдовски, и со ова зголемување цената на нафтата во Македонија ќе биде пониска во однос на регионот. Очекуваниот ефект од зголемувањето на акцизата во буџетот за 2018 година, кој денеска се представува во Министерството за финансии, ќе изнесува 1,6 милиарди динари, а од ДДВ-то 350 милиони динари, и со тоа ќе има дополнителни приходи за јавното претпријатие за државни патишта. Палење отпад на отворено, кој покрај загадувањето на воздухот представуваат и опасност за безбедноста на граѓаните, неконтролирано користење несоодветни горива во индивидуалните куќи и во индустријски инсталации од помал капацитет, кои се под надлежност на локалната самоуправа, констатирал државниот инспекторат при ноќните теренски контроли во Скопје направени по дојави на граѓани. Инспекторите направиле повеќе теренски контроли на територијата на скопските општини, особено во Карпош, Ѓорче Петров и Газибава. Од Министерството за животна средина истакнуваат дека е потребно согласување на активностите на локалните и на државниот инспекторат за подобро справување со овој проблем. Теренските активности покажаа дека постои недоволно согласеност во действувањето на државниот и локалните инспекторати, и тоа создава празнини и секојдневна непокриеност на голем број еколошки жешки точки. Тоа јасно покажа дека за да се обезбеди ефикасна заштита на здравјето и животната средина, потребно е итно координирање на инспекциите за животна средина. Особено е алармантна состојбата во Скопје, каде што действуваат дури 3 нивоа на инспектори – државен, градски и општински, а исходот е незадоволителен, укажуваат од Министерството за животна средина и просторно планирање. За таа цел на 8 ноември ќе се одржи координативен состанок со кој ќе раководи заменик министерот за животна средина и просторно планирање Јани Макрадули. На состанокот ќе присуствуваат представници на повеќе институции надлежни за животната средина во Скопје, Министерството за животна средина и просторно планирање, Државниот инспекторат, градскиот и општинските инспекторати, како и сите скопски градоначалници кои го иницирале. Утре во одредени периоди од денот, повеќе делови од општините Карпош, Киселавода и Аеродром ќе останат без напојување со електрична енергија. Без електрична енергија утре ќе бидат делови од општина Карпош, Киселавода и Аеродром, соопшти регионалниот центар за управување со кризи. Во периодот од 8:30 до 10 часот и 30 минути без струја ќе бидат корисниците на улицата Никола Парапунов во општина Карпош. Од 13 до 15 часот без струја ќе бидат дел од улиците Дрезденска и Алжирска. Од 13 до 15 часот дел од улиците Копенхагенска, Njegошева, Софиска и Бриселска, а од 11 до 12 часот и 30 минути без струја ќе бидат дел од улиците Орце Николов, Андон Дуков, Титово Ужичка и Рузвелтова, сите во општина Карпош. Во истата општина прикин во снабдувањето со струја ќе имаат корисниците од 11 до 12 часот и 30 минути на дел од улиците Бранислав Нушик, Шекспирова, Македонска природба, Веселин Маслеша и булевар 8 септември. Од 8 часот и 30 минути до 10 часот и 30 минути дел од булеварот Партизански одреди и дел од улиците Шекспирова и Бранислав Нушик исто така ќе бидат без струја. Од 13 до 15 часот дел од Градски парк во општина Карпош.
Без струја од 11 до 12 часот и 30 минути ќе бидат дел од улиците Желево, Разловечково стание и Волгоградска. Од 8:30 до 10 часот и 30 минути дел од улицата Скупи и улицата 14, исто така во општина Карпош. Прекин во снабдувањето на електрична енергија во периодот од 8:30 до 12 часот и 30 минути ќе има на улицата Ѓорги Капчев, броевите 7, 9, 11, 13, 15, 17 и 19 во општина Аеродром, а од 8 до 12 часот дел од улицата Михаел Чаков, броевите 1, 3, 5, 7 и 11 во општина Киселавода ќе бидат без струја. Утре ќе има зголемување на облачноста, а во вечерните часови ќе има услови за слаб локален дожд, особено на северот. Потоа ќе преовладува сончево време со умерена облачност и со температури во рамки на просекот. Повеќе информации околу временската прогноза во продолжение. И уште една информација пред да се одјавиме. Новите градоначалници на општините Киселавода и Газибаба, Филип Темилковски и Борис Георгиевски, денеска ги презедоа градоначалничките функции. Со оваа информација ви заблагодарувам за вниманието. Имајте пријатна вечер. Довидување.